По спроведена истражна постапка, основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен акт против две лица кои се товарат дека како соизвршители сториле кривично дело загрозување на животната средина и природата со отпад. Истрагата покажала дека во текот на октомври годинава двајцата обвинети со пропуштање на вршење надзор над собирањето, со транспортот и со непрописно управување со отпадот можеле да предизвикаат значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот или водата, опасност за животот или здравието на луѓето или уништување на растителниот или животинскиот свет во поголеми размери. Вршителот на должноста директор во јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје постапил спротивно на статутот на претпријатието, на законот за комунални дејности и не ги спроведувал одлуките и заклучоците на управниот одбор, не се грижал за спроведување на деловната политика на претпријатието, не ги извршувал работите од неговиот делокруг на работа, не учествувал во утврдување на критериумите за користење и распоредување за управување со средствата остварени со работењето на претпријатието, не го следел и не го анализирал извршувањето на плановите и договорните обврски и не превземал мерки за нивно остварување, не обезбедил мерки за заштита на животната средина, соопшти обвинителството. Заедно со второ обвинетиот вработен како управител за отпад под група 5 давател на услуги во областа на комуналните дејности, кој имал уверение за положен стручен испит за управување со отпад од Министерството за животна средина и просторно планирање, со умисла постапувале спротивно на Законот за животна средина и на Законот за управување со отпад. Не презеле мерки и активности за заштита на животната средина и не ги спроведувале плановите и програмата за управување со комунален отпад на подрачјето на градот Скопје. Бидејќи прибирањето на доказите е завршено, обвинетите веќе немаат можност да влијаат на постапката. Јавниот обвинител предложи мерката притвор да им биде заменета со мерки на предпазливост, забрана за напуштање на живеалиште, обврска да се јавуваат повремено во судот и привремено одземање на патна исправа или друга исправа за преминување на државната граница. За обвинетиот управител со отпад кој се уште е вработен во јавното претпријатие Комунална хигиена, обвинителството предложи дополнителна мерка – забрана за преземање на определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело. Трајно и задолжително одземање на возилата за најтешките сообраќајни прекршители предвидуваат измените и дополнувањата на кривичниот законник, кои група пратеници од ВМРО-ДПМН ги поднесоа во собранието. Со законските измени се воведуваат значително построги санкции за возачи кои управуваат пребрзо, под дејство на алкохол или други, особено доколку станува збор за лица кои претходно биле осудувани за кривични дела против безбедноста во сообраќајот. Според предлогот, возилото задолжително ќе се одзема ако сторителот управувал со брзина поголема за најмалку 70 км/ч во населено место или 90 км/ч надвор од населено место, под услов возачот и претходно да бил осудуван за исто или слично кривично дело. Задолжително одземање се предвидува и доколку возилото е во сопственост на сторителот, а тој во моментот на делото немал право да управува со моторно возило. Ако прекршокот е сторен со туѓо возило, истото ќе се одземе само доколку сопственикот знаел или бил должен да знае дека лицето кое управува нема право да вози. Новина во законските решенија е и задолжителната забрана за управување со моторно возило која ќе се изрекува во трајање од 6 месеци до 10 години. Дополнително, судот ќе може да изрече и престанок на важењето на возачката дозвола од определена категорија во период од 1 до 10 години, за време на кој сторителот нема да може повторно да стекне дозвола од истата категорија. Измените предвидуваат и затворска казна од 3 месеци до 3 години или парична казна за секој што ќе го загрози јавниот сообраќај со безобзирно управување, односно возење со концентрација на алкохол над 1,5 промили, под дејство на дроги или психотропни супстанции, возење во спротивна насока, опасно претекнување, како и задолжително пречекорување на дозволената брзина. Со иста казна ќе се санкционираат и организаторите и учесниците во нелегални улични трки, како и лицата кои управуваат возило без положен возачки испит или без важечка возачка дозвола. Предлагачите потенцираат дека законските измени се дел од поширокиот пакет мерки поврзани со проектот Safe City. Група граѓани се собраа на протест против воведувањето на еврото пред зградата на Бугарската народна банка во Софија. Организатор на собирот, кој е уредно пријавен во градската општина, е Сдруженијето Дојран 2025.
Демонстрантите носеа транспаренти со пораки: "Не за еврото, време е да те слушнат, не за еврото. Што ќе ни еврото ако ја изгубиме Бугарија?", како и барања за директна демократија со референдуми, поддршка за левот и врски со Русија. Сообраќајот во реонот не е прекинат, се одвива непречено. На местото на настанот е забележливо засилено полициско присуство, јавуваат локалните медиуми. Горниот дом на парламентот на Босна и Херцеговина, попознат како Дом на народите, едногласно ги усвои измените на Законот за служба во вооружените сили. Со овие измени максималната возраст за професионална воена служба на војниците се зголемува на 45 години. Законот, кој беше разгледан на вонредна седница, беше предложен од делегатот Джемал Смајќ. Со усвоените измени се поместува до сегашната граница, која изнесуваше 40 години, под услов војниците да ги исполнуваат психофизичките барања и потребите на службата. Во образложението, Смајќ нагласува дека вооружените сили на Босна и Херцеговина се соочуваат со сериозен недостиг на персонал, поради што продолжувањето на старосната граница е неопходно за одржување на оперативните способности на армијата. Според него, оваа мерка ќе овозможи подобра искористеност на постојниот кадар и ќе придонесе за стабилноста на одбранбениот систем. Новиот закон овозможува подолг професионален ангажман на војниците, без при тоа да се менуваат строгите стандарди за физичка и психичка подготвеност. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Предпладне наместа ќе има појава на магла, ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Во Скопје е променливо облачно и претежно тивко. Во делови од котлината ќе има појава на магла. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека до крајот на седмицата ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност.